Добро вечер, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание на Охридската јоклама. Издание кое што во целост ќе го посветиме овој пат на спортот, ќе зборуваме за еден спортско промотивен настан кој што можам да кажам слободно, ето си го земам и тоа право и таа слобода, да кажам дека беше настан кој што ја одбележа оваа година, а со оглед на тоа што ќе се случува наредната 2018 година во неговото второ издание, мислам дека и тоа како ќе одбележи 2018 година, барем кога станува збор за спортските настани во нашиот град, ќе зборуваме за Охрид трчат во организација на Асоциацијата на спортови спорт за сите за спорт, представникот асоциацијата Иван Цветковски, мој гостин денес во јокламата. Иване, добро ми дојде во тоа. Ви благодарам за поканата. Имавте многу малку време оваа година во ова издание, ако сме сега уште неколку дена недела до крајот на 2017 година, имавте многу малку време, барем кога станува збор за она технички да го организирате, да го осмислите све и не само што успеавте, туку направивте настан кој што ја одбележа навистина, барем кога станува збор за спортските настани, се истакна и излезе на површина со спортски настани кои што имаат традиција повеќе од 20 од 30 години во нашиот град. Зборуваме секако за спортските настани. Имавте малку време, успеавте. Годинава имате многу повеќе време. Што ќе се случува? Точно. Имавме малку време. Успеавме да овозможиме на нашите сограѓани да добијат еден спортски настан во кој што активно ќе учествуваат и при тоа ќе се забавуваат, ќе се дружат, ќе спортуваат, ќе едуцираат деца. И според не само вашата реакција, него и според реакцијата на другите граѓани во Охрид, мило ми е што на некој начин спортски тој настан го одбележа, значи ја одбележа 2017 година. Имавме многу кратко време, меѓутоа мислам дека го погодивме тајмингот, значи со оглед дека во тие моменти имаше многу, политички превирања во државата и мислам дека нашата одлучност дека во тој момент треба да се понуди нешто ново, нешто визионерски за Охрид, испадна дека сме во право и дека навистина полн погодок направивме. Меѓутоа тоа не обврзува за наредната година да бидеме уште поамбициозни. Точно, сега имаме 365 дена, нели, од 5 јуни ние веќе почнавме да го организираме Охрид трчат 2018 година. И точно не обврзува да биде уште поубав спортскиот настан, значи во секоја гледна точка, како од социјален аспект, така и од технички, така и од професионален, така и од организацијски, логистички. И затоа за наредната година верувајте многу амбициозна програма имаме направено и јас сум убеден дека сето тоа ќе успееме со оглед дека имаме доволно време и со оглед на веќе отворените врати, посебно во приватниот сектор, нели, во Охрид, кој што е заинтересиран повторно да помогне тој настан да се одржи уште на повисоко ниво и јас верувам дека ќе успееме во сите замисли кои што ги имаме за наредната година. Така, две прашања. Спомна начинот на организација и со оглед на таа мала временска рамка која што ја имавте да го организирате настанот, пристапивте прилично сериозно. Колку е тоа потребно за да се организира нешто што ето ќе остане запаметено и што нема да биде нешто што ќе се случи една година и толку. Да не видиме ново издание од тој настан, тој спортски настан во овој случај. И второ прашање, колку како заедница успеавме, не само институциите кои што се поврзани со политиката, бизнисот, туку воопшто како заедница, колку успеавме да се издигнеме на тие политички игри, таа поделеност за која што ние медиумите сакаме да зборуваме, кога станува збор пак за организација на еден спортски настан. Се тргна ли тоа настрана или се уште проблеми ќе има? Ќе почнеме од второто прашање. Искрено ви кажам, мислам дека граѓаните веќе сваќаат дека има многу побитни работи во животот, него од политиката. Со сета почит на политичарите и јас имам политички размислувања и ставови, меѓутоа тоа не треба да ми бидат мене секојдневие. Секој во својата бранша треба да се потруди, нели, професионално да ги оствари работите кои што ги има како замисла. Јас ви кажувам, ние навистина, значи погодувајќи го моментот, мислам дека и самата екипа
со оглед дека екипата навистина има долгогодишно искуство во организација на разни спортски настани, допринесе сето да изгледа така како што изгледаше и ние точно знаевме, значи кои што се побарувањата, значи на родителите, на децата, на возрастните, на професионалните тркачи, на рекреативците, со оглед дека и ние сме дел од тоа. Така и ние како родители знаеме родителот што сака. Так. Ние имаме деца, знаеме нашите деца што сакаат, како бивши атлетичари знаеме атлетичарите, рекреативците што сакаат и мислам дека лека полека мислам дека тој општествен, значи живот почнува да го конзумира, да се изразам се повеќе и повеќе граѓани и тенденцијата на занимавањето со политика и со работи кои што не треба да ни се најбитни на скалилото во нашето секојдневие, мислам дека ќе оди значи во надолна линија, настаните како спортскиот настан Охрид трчат ќе оди во нагорна линија и јас сум убеден дека и преку бројноста и преку активностите кои што ги имаме предвидено почнувајќи од 1 февруари, дека тоа и ќе го покажеме и таа тенденција ќе оди, верувајте, во многу нагорна линија и значи на 3 јуни кога ќе е самата трка ќе ја видиме значи триплирана позитивната енергија која што имавме нели ова година. Што се однесува до првото прашање, значи или прави го или не прави. Или точно, прави го како што треба. Знаете, тоа е голема обврска. Значи ние сепак живееме во Охрид и во Македонија, значи за да го направите професионално, да не претерам, ама 80% од работите некојаш и не зависат од вас. Че тука се институции на општината, институции на државата, значи приватниот сектор, значи граѓаните во конкретниот случај што живеат нели на самата траса каде што се. Малку ќе бидам ајде лоши, институциите се во наша функција и треба да ни се согласувам. Да ви кажам, значи треба да ни се кога ќе правиме муавет за спорт. Се согласувам потполно. И тука не би требало да има компромис, станува збор за спортски настан, станува збор за настан баш и туристички што го промовира градот. Точно, тоа е се согласувам. Уште не е, мислам, почната, меѓутоа не е почната, она го нема оној залет туристичката сезона. 4 јуни беше, така? 3 јуни е, значи трката, значи искрено ви кажам и бенефит има ето, тие институции, општината ги има бенефит. Што се однесува од институциите, значи 20 години работам во спортот, искрено ви кажам ова година не можам некоја поголема забелешка да давам, затоа што сепак во толку краток период успеавме да ја наметниме таа позитивна енергија и таа визија што сакаме да постигнеме и гледам реакции од нивна страна дека навистина беа среќни, задоволни дека и тие беа дел од еден нов спортски настан. За да имаме ние развој на туризам, значи ние треба 360 дена да се подготвуваме од настан до настан. Ние тоа го правиме и затоа и денеска, значи после ќе разговараме, ќе промовираме нешто што ние во моментов го работиме и јас сум убеден дека на тој пат за да успееме, нели, не само Охрид да го промовираме, нели да ги забавуваме, значи децата, родителите, нели да постигнеме и резултати, сепак е нели атлетска трка, ќе најдеме на многу пријатели, ги имаме и сега и верувајте дека има многу кои што уште сега ме викаат кога тоа ќе почне, дајте нешто побрзо да се организираме, да се сплотиме за да дојде побрзо тој момент и јас сум убеден дека ние ако не остапиме од нашата професионалност и визија со убедување, буквално од поединец до поединец кој што е битен за да биде овој настан како што беше ова година, мислам дека ќе успееме и ќе направиме на вистина, значи светски настан. Ако минатава година беше македонски настан, наредната година не ќе беше само македонски настан. Во сега случај сме поскромни во тој дел, затоа што сме виделе многу настани во светов. Ќе одиме чекор по чекор, ево, јас се согласувам, значи наредната година да имаме европски или светски настан. Така, јас спомна некаде на почетокот на разговорот бизнис заедницата и помошта која што е потребна од бизнис заедницата за организирање на било каков настан, ако сакате без разлика дали е спорт, дали е култура. И мене ми се тие омилени кога станува збор за разговори, за спомнување во етер. Знаеме навистина каква е економската ситуација во земјава и знаеме дека и за нив не е едноставно, факт. Меѓутоа знаеме дека колку повеќе од нив се ангажираат и помогнат, толку помали ќе бидат едноставно средствата за да помогнат. Точно, значи бизнис елитата, значи не е голема во Охрид. Или Охрид е толкав град, ги знаеме. Меѓутоа, бизнис елитата, мислам дека веќе од ден на ден сваќа дека мора активно да се вклучи во општествениот живот,
за да не останат сами како бизнис елита во градот. Значи градов од ден на ден, нели, се одлеваат, доста млади си заминуваат, нели, заедно со се деца, па и на повозрастни години, и мора да свати бизнис елитата дека мора малку повеќе да делува, нели, во општествената одговорност, за да на некој начин го стопираме тој процес. Второ, бизнис елитата има и вработени во сопствената фирма. Така. Мора да им понудат забава, мора да им понудат спорт, мора да им понудат култура. Значи на сопствените Така дојде до вработени, тимбилдинг трката? значи точно. Значи тие мора да најдат начини, а ние го возможивме преку трката, посебно преку тимбилдинг трката, нели, самите вработени да се ги сплотат. На таков начин тие, значи во нивниот дел, значи ќе ствараат позитивна енергија за утре, да имаат подобри вработени, да имаат поголема продуктивност во самата компанија. Она што мора наредната година да го направиме е таа бизнис елита да се прошири малку на национално ниво. Ние точно ја имавме Халбанк како банка, нели, национална, значи како поддржувач, меѓутоа мора големите компании да знаат дека и во Охрид се случуваат работи. се случуваат и има луѓе кои што може да ги организираат. Точно. И то се случуваат работи кои што, како што кажавте, може и да бидат и пример за настани кои што имаат по 30, 40, 50 години традиција во Македонија од спортска гледна точка. Така што јас сум убеден дека ние ќе успееме да, значи, анимираме 2 до 3 поголеми спонзори, се со цел, нели, да заеднички направиме светски настан. Така. Јас сум убеден дека и тие ќе дадат свој допринос, значи, во надградбата на самиот настан, со оглед дека секогаш така спонзорите, пријателите, партнерите, да се изразам, значи имаат и тие визија и сакаат, значи, да придонесат за еден спортски настан или генерално за еден настан да изгледа, значи, убаво, со оглед дека ќе си ја презентираат и сопствената компанија. Ако го направиме тој спој, јас сум убеден дека нема да изостане поддршката на институциите, тоа значи општина Охрид, агенција за спорт и млади, агенции кои што по дефолт треба општествено да делуваат, и заеднички со поединци, граѓани кои што и сега ми се јавуваат за да бидат ангажирани волонтерски. Замислете, значи ние во декември месец имаме граѓани кои што мене ме среќаваат на улица или ми се јавуваат на телефон, се познаваме, да, плюс минус така. Кои што се заинтересирани да бидат ангажирани во самиот настан. И тоа, да ви кажам, е стварно за поздравување. Значи, пак ќе речам, на добар пат сме, линијата оди нагоре, и заеднички кога ќе направиме на екипа од 50-100 ангажирани луѓе, јас сум убеден дека ќе нема да изостане, значи, успехот во случајов е да организираме еден спортски настан на задоволство на пред се на охриѓани, па на цела Македонија и нормално и на туристите кои што ќе бидат дел од самата трка. За сериозниот пристап кој што го имавте при организирањето на првото издание на Охрид трча, зборува и еден, можеме да кажам, условно решавање на еден битен сегмент од организирање на секој настан, тоа е промоција. Изработивте едно многу убаво видео, супер идеја беше, и се покаже како вистински погодок. Ќе имате нешто слично годинава или ќе одите во сосем друга насока? Па, мислам дека ќе одиме во друга насока. Може би пак да е врзано околу видеоматеријали, меѓутоа ќе имаме, ајде, може би поинаков малку стил во сето тоа. Инаку, пример, рекламата со Стрезо и со Никола, со глумците, мислам дека нели има тежина и ова година, ми се чини дека во наредните 10-15 може слободно да се користи. Точно. Таа веќе имаме и ставено на веб страната, нели ќе зборуваме и за тоа покасно. Изготвуваме, верувајте дека сето тоа излегува од нашите умови, од охридски умови. Така. Значи не мора да креваме телефони да бараме поддршка. Точно. Значи и на таков начин покажуваме дека навистина се има и креативност, се има и луѓе, се има и желба. И верувајте дека јас сум убеден дека пак ќе направиме, значи, исти ефект, ако не и подобар. Се со цел, нели, промоцијата, значи пиарот да биде, значи, во нагорна линија за да доживее кулминација, нели, на самиот настан. Ќе имаме доста активности, меѓутоа верувам дека потоа ќе ме прашате нешто. Така, во вториот дел ќе разговараме за сите тие технички моменти, а првиот дел од разговоров ќе го завршиме со еден одговор твој. Година е и нешто повеќе нанатат, кога беше самата идеја за Охрид трчат во зародиш, колку ти имаше влијание токму атлетиката, токму трчањето да биде тоа?
тоа, значи љубовта мора да постои. Значи љубовта Или тоа беше консензус на сите што сте во асоциација во спорт за сите за спорт или? Знаете што, значи ако имате добра идеја и при тоа, значи имате добри љубовта, услови, срцето ви работи во таа насока, живеете во град како што е Охрид, значи кога ќе направите тој спој, значи несомнено, значи кој да е во дел од асоциацијата на спортови ќе има позитивно мислење дека треба тоа да се организира, секако дека тежината паѓа на тој што креативно најповеќе е инволвиран во сето тоа. Меѓутоа, знаете како, пак ќе речам, искуството, визијата за спортски Охрид кој што од самиот почеток на асоциација сакаме да го постигнеме. Така, пилето ако пее. Да. Значи и тука е делот нели на љубовта спрема атлетиката, кој ќе направите еден спој, значи верувајте дека ќе изгледа така како што изгледаше годинава и јас пак ќе ви кажам, значи наредната година верувајте друштвото ќе расти, значи а и веќе расти и сето тоа значи ќе доживее уште поголема да речам експанзија во однос на така организацијска гледна точка, во однос на медиумски покривање значи на самиот настан и така. Така. Ајде да направиме една пауза, ќе одиме со еден блок од реклами, а потоа ќе си продолжиме со разговорот, ќе кажеме, ти ќе ги кажеш впрочем сите оние технички моменти, што ќе се случува, како ќе се случува, каде ќе се случува, барем од оние сега што ги имате првични информации, идеи. Одиме, почитувани гледачи, со блок реклами. Од 24 до 28 декември предновогодишни забави во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Секоја вечер музика во живо и специјални предновогодишни менија. Резервирајте го навреме најдоброто место во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Хотел за парно Максима од Екошпар загрева максимум 250 метри квадратни. За домот штедливи, за природата грижливи. Сакате врвен квалитет? Ала компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Zigenia. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Огледни. Животот е полн можности. Може би еден ден ќе те вивне високо во облаците. Понекогаш знае да биде наивен како детска игра, но со многу возбуда. Затоа од секој ден направи ново доживување. Живеј го животот по свое. Триглаво сигурување на живот со штедење. Бидете сигурни, се ќе биде во ред. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет од 600 до 450 гостие. Со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалог. Комплетно декорирање на сала, сопствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Кои што сакат нека ви зборвит, ама вистината е само една. Тајната за охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субановиќ, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да ја го видиш.
Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот охридски бисер, верни на традицијата, фамилија Филеви. Стоп Шоп, 15 години ваш маркет. Најбогата понуда по најповолни цени на 4 локации во Охрид. На улица Никола Карев кај Историскиот архив, на улица Егејска, улица Карпош Војвода и на улица Даме Груев. Богат асортиман, услуга и ниски цени, веќе 15 години. Ваш Стоп Шоп, ваш маркет. Премиерно на ТВМ телевизија, научно-фантастичната серија Бегалци низ бескрајот. Не пропуштајте ја една од најгледаните научно-фантастични серии од 90-тите години, преполна со акција, невидени специјални ефекти и вонземјани изработени од работилницата на Джим Хенсон. Кога американскиот астронаут Џон Крајтон со своето летало ќе заврши на другиот крај од Вселената, минувајќи низ една просторна аномалија, ќе се најде на милост и немилост од група бегалци кои патуваат на биомеханички вселенски брод, бегајќи од расата вонземјани наречени миротворци. Патувањето за Џон ќе прерасне во потрага по сличен феномен со кој би се вратил дома, а за сите останати ќе значи борба за живот. Патувајте низ најоддалечените делови од Вселената во друштво на најчудните вонземски ликови. Само на ТВМ телевизија. Ете, почитувани гледачи, се одморихме малку со реклами и продолжуваме со разговорот со мојот денешен гостин. Зборуваме за спортот, зборуваме за второто издание до година кој што треба да се случи на спортско-промотивната манифестација Охрид трчат. Иван Цветковски од Асоциацијата Спорт за сите за спорт, кои што се и носители и организатори на овој настан. Првиот дел од разговорот го завршивме со информациите зашто токму атлетиката беше избрана како основен носител во овој настан. Меѓутоа, ајде сега за оние технички моменти. Минатата година имавте супер она идеја за посебно во делот за пријавување преку Smart Race платформата. Останувате на тоа? Точно. Тие ни се партнери нас. Нели, електрониката и самиот чин на мерење на трката, партнер ни е tagtiming.mk. Нели, за пријавување одиме преку smartrace.club. Значи, она што сега може да го промовираме, така и официјално, значи од утре и оперативна ќе стане и веб страната која што е подготвена, значи за самиот настан, Охридтрчат ќе си добие веб страна, охридтрчат.mk, и од утре, значи на самата страна, нели, секој заинтересиран ќе може да се запознае со пропозиции, стартните пакети, така, значи правилата кои што треба да ги почитуваат и нели преку самата веб страна ќе може да се пријават нели директно со smartrace.club. Точно, тие ни се партнери. Колку време ја подготвувавте, кој ви помогна, кој ви чива идеја беше? Значи 2-3 месеци ја подготвувавме, значи овој 23 луѓе. Овој веб страната ни изготви Мартин Додевски и искрено да ви кажам, ќе видите и вие од утре, значи веб страната за спортски настан во Македонија, значи нескромно ќе делува, меѓутоа стварно имам во тој дел искуство и ги пратам работите, мислам дека е една од поубавите веб страни. Значи со сите тие модерни атрибути што треба да ги содржи со овој веб страните, значи од објаснување, од самата патека, од значи социјалниот момент, од тежината на самите професионалци како атлетичари, од коментари, значи ќе видите е многу разиграна, многу интересна. Сега техничко прашање за второ издание на Охрид трчат. Секој на пример што сака не само што ќе добива од страната информација, ќе има можност преку страната да се пријави? Точно. Да.
Значи, ќе појдете на веб страната, таму ќе прочитате. Не она како претходниот пат преку Smart Race, па не, може малку да беше не. покомплицирано. Се согласувам, значи годинава точно. Значи имате веб страната, ќе одите на 5 километри, сака да се пријавите, ќе имате едно банерче пријави, ќе кликнете надолу и после ќе ве носи на smartrace.club и таму ќе си се регистрирате согласно условите, нели на на светската атлетика, нели за пријавување на еден спортски атлетски настан. Така, супер. Значи тоа ние верувајте 2-3 месеци потрошивме со оглед дека навистина сакавме да. Добро, меѓутоа алатка која што ќе ви остане за другите изданија. Се согласувам. Ќе видите самата мапа, значи ние како информација до сите учесници кои што ќе видат на трката, значи ние имаме и договор потпишан со Pick2Go. Pick2Go е услуга која што овозможува на секој учесник на трката. Значи, после самата трка, во еден момент, нели, софтверски врзано, преку еден баркод што ќе го имаат на стартниот број, да ги добијат фотографиите, видеата, значи сите на кои што сме ги направиле, нели. Значи, каде што е, нели, тој баркод застапен, значи вие, значи имате стартен број, на него го имате баркод. Јасна таа детската трка ме, може. Значи и после завршување на трката во еден момент, значи секој учесник ќе добија, значи слики и видеа каде што тоа е меморабилија од настанот. И тие ќе бидат брендирани. Знаете што значи тоа за за промоција пример на градот Охрид, значи таква услуга се користеше досега еднашка, значи на трката на 10 километри во Скопје сега пред 2 месеци. Ние склучивме сега договор, тоа е нешто што е ново во светот. Преку нив ја изработивме и мапата. Мапата ни е 3D изработка, кој ќе ја видите. И некој што не се разбира во спортски настани, нема да остане равнодушен. Точно, значи веб страната е во 3D направена, не е лесно тоа да се направи, верувајте, феноменално изгледа. Со сите места каде што ќе има нели црвен крст, освежување и таму на самата веб страна ќе ја видите од утре, значи има 4-5 места. Значи кога тркачот или трча доаѓа до горна порта, таму му излегува еден банер со горна порта и пишува кратки информации за горна порта, значи сето тоа секој странец ќе може да го гледа. За многу брзо, значи ние ќе добијаме и двојазична веб страна затоа што сега е значи само македонска, меѓутоа работиме на случајот на превод на самиот текст, така што за многу брзо ќе добијаме двојазична, значи македонски и англиска. И верувајте, тоа ќе биде одлична промоција на самиот град. Овие работи што ги носиме, не е лесно да се донесат и тие чинат. Значи има финансиска тежина, меѓутоа ви кажав, сме амбициозни. Значи согледајќи ја цела поддршка и желба за да се добие еден топ спортски настан светски, значи ги правиме работите кои што да ви кажам, па и светот не ги видел многу. Така што веб страната, значи дизајнот на Мартин, значи е феноменален. Нормално дека сме учествувале така јас, така и уште 20 точно. Сме сакале ова да постигнеме она. Јас сум убеден дека уште многу изненадување ќе имаме до самата трка во однос на активностите на самата веб страна. Меѓутоа првично ево, значи граѓаните на Охрид на Македонија нека видат како изгледа така еден сериозен спортски настан. Таму ги имаат сите информации, да сме здрави живи од утре ќе можат и нели да се пријавуваат за самата трка. Бео 6-7 месеци пред трката, што мислам дека од наредната година ќе направиме наредниот ден, се надевам дека ќе успееме да почне пријавувањето. Меѓутоа ево, сега успеавме и 7 месеци пред самата трка да го отвориме официјално пријавувањето. Кажи ми, ќе има ли измени во трките? Имаше минатата година таа рекреативна беше, главна трка, рекреативна. Така, и тимбилдингот, значи остануваме за сега на тоа. Имаше размислувања, значи да имаме и штафетна трка 2 пати по 5 километри, 4 пати по 2,5 километри, меѓутоа можеби ако нашата желба и искуство е малку поинакво, мислам на повисоко ниво, треба да внимаваме и на искуството на граѓаните кои што се 90
учесници на самата трка и мислам дека уште една година би требало да го задржиме. Да остане истиот концепт. Истото за да се етаблираат трките, за да сватат граѓаните што значи од самото пријавување до самото учество на трката. Веќе од 2019 мислам дека ќе излеземе со нов концепт на активности и верувам ќе биде тоа на задоволство на сите учесници. Како тим кој што сте ангажирани околу организацијата на овој настан, која е идеалното количество или идеалната бројка на содржини кои што се потребни за еден настан да биде успешен од една страна, да остане интересен, меѓутоа многу лесно може да дојде и до заситување со оглед на тоа ако има многу настани. Се согласувам. Значи, размислувавте на таа тема, предпоставувам и разговаравте прилично. Еве ќе ви кажам пример. Значи, овие се све нови работи. Настанот е нов и самиот концепт на реализација е ново. Значи, од брендирање на целта стартот каде што е до одделот на медиумите, до делот на водителите. Ние можевме и ова година да исчекориме плюс 20-30% во она што го сакавме да го постигнеме и за наредната година. Меѓутоа, за да имате еден позитивен, една позитивна прогресија, на еден спортски настан. Така, а да не одвлекувате внимание од тоа што е важно. Тоа треба да оди етапно. Спортот. Така, тоа треба да оди етапно. Ние секоја година ќе имаме сигурно новитети. И јас сум убеден дека креативноста ќе не држи уште многу години. Убеден сум дека за многу брзо, многу помлади од нас, наши сограѓани, така, ќе се вклучат многу поамбициозно во реализација на самиот проект. Ние нема да сме така, не мора да сме, вечни во организација на самиот настан. Целта е нели се тоа да остане нели за генерации, за да се има една нагорна линија и на некој начин за да се едуцираат во таа насока. И пак да речам, зависи тоа од креативноста. За да имате креативноста, мора да консултирате така помладите, мора да консултирате и искусни, мора да пратите што се случува на социјалните мрежи, мора да пратите нели што се случува во професионалниот атлетски живот нели во светот. Така што сето тоа, меѓутоа, она што ние го имаме посебно како белег и тоа од ова година го покажавме, го имаме и напишано и на веб страна, во светот имате милион трки на 10 километри, улични трки, меѓутоа ние треба да си имаме нешто што ретко каде во светот го има, тоа го имаме името, така што е специфика за Охрид, го имаме Охрид. Самата траса е остануваат непроменети трасите, тоа останува. Точно, останува непроменето. За ова година, тоа претходно не напоменав, од техничка гледна точка, Охрид трчат ќе е спортски настан за кој што ќе се изработи прв спортски сообраќаен проект во Охрид, втор во Македонија. После Скопски маратон ние ќе сме организација која што ќе има сообраќаен проект, за спортски настан. До трети нов режим на сообраќај во Охрид. Точно. Тоа ќе биде тежина олку вака дебела, и верувајте таму ќе биде од стручната фела во делот на сообраќајот вметнато све она што е потребно да се реализира, да се направи за самиот ден да помине пред се безбедно, затоа што прва од работите нели ни е безбедноста на нашите учесници. И тој документ за месец дена ќе го добијаме и тој документ ќе оди нели во СВР Охрид и заеднички ќе се потрудиме да го реализираме за да имаме нели безбедноста да биде на вистина на високо ниво и тоа е исчекор што не е лесен да го направите затоа што знаете што значи да се направи еден сообраќаен проект. Тоа не е мала работа, меѓутоа сакаме на вистина да изградиме професионални темели и можеби во првите 2-3 години до 5 ќе е тешко, меѓутоа кога ќе се изградат како што треба, понатаму мислам дека нема да имаме проблем. Ќе остане отворањето исто на загревањето со аеробик? Точно, ќе остане, имаме ние многу и мудро изигравте тука, мислам тоа ви е супер. Во однос на концептот точно мора да има загревање. Ќе те прекинам, извини. Ќе има ли адхок пријавување? Пример. Доаѓа турист во градот и гледа загревањето. Аеробик се распрашува, се занимава рекреативно со спорт. Ке може на лице место да купи пакет? Не, според пропозициите не. Јас се надевам дека до тоа нема да... Ако сака, нека трча.
крај крајва ние можеби ќе имаме можност да понудиме да излеземе во пресред, меѓутоа значи стварно во некои екстремни позитивни случаи. Инаку нели ден претходно се добиваа стартните пакети. Така беше 12 часа се затвараше пријавувањето значи, пред мислам. Треба да сваќаат граѓаните дека после тоа ние имаме дополнителна работа која што треба да ја реализираме за да помине све како што треба. Затоа јас нели ќе апелирам ова година нели да пријавувањето биде многу порано. Точно, да заврши значи по-коректно. Да, ние пак ќе оставиме простор нели еден ден пред самата трка, меѓутоа поголемиот дел се надевам дека ќе биде значи почнувајќи од утре. Значи има време сега. Точно, сега имаме време да размислува, да се пријават, да се и верувајте, ние мора да знаеме и колку стартни пакети ќе имаме. Значи ние одиме на 1000 за наредната година, што е сериозна цифра. Што мислам дека нема да ви стигнат годинава. Па да сме здрави годинава бевме нели тесни и имавме 430 учесници. Ова година, наредната јас сум убеден дека ќе дојдеме до 1000. Секојаш имаме план Б, мора да се има за да бидете сериозни. Инаку, значи мимо сето тоа, значи ние ќе имаме неколку активности пред главниот, значи главната трка, главниот ден на самиот настан. Од 1 февруари неофицијално, значи започнуваме со организирање на Охрид трчат ранинг тим, така ќе го крстиме, нели тркачки тим во кој што тим, значи ќе направиме една мрежа на сите кои што сака да се подготвуваат за да бидат поспремни, нели, за самата трка, таму ќе се нормално подготвуваат рекреативци. На таков начин и ние ќе се мотивираме како дел од организација да спортуваме. Од друга страна ќе ги мотивираме и сите што се заинтересирани, а што бараат друштво во таа насока да спортуваат. И јас сум убеден дека почнувајќи од 1 февруари ќе имаме еден убав спој пред се за дружење, кој што од ден на ден ќе расте и на таков начин нели таа позитивна енергија ќе шири за самиот ден на настан да биде навистина феноменален. Инаку имаме 3-4 настани како активност пред самата трка. Нели имаме училишната трка, ќе имаме детска трка, имаме експото. На експото планираме нешто ново за Македонија, па и за Балканот. Тоа дополнително ќе го откријаме, значи да имаме експо каде што ќе имаме и еден. А сигурно ќе зборуваме на оваа тема уште еднаш. Јас сум убеден. Сигурно и еден од изненадувањата во да речеме насока на организација на самата трка е тоа што ќе организираме и ноќна трка. Значи деталностите не би сакал да ги откривам заради тоа што навистина сакам да се изненадување. Ќе биде многу интересно. Пред или после? Пред. Значи све се прави нели за да се подигнува нивото на свесност за самиот настан, за да се доживее таа кулминација. Тоа да дојде кулминација. Точно. И меѓутоа верувајте сето тоа ќе се случува 2-3 недели пред настанот. Ова ноќна трка ќе биде многу интересна и таа ќе биде од рекреативен карактер, значи без точна дистанца, без точно утврдено време, меѓутоа ќе биде од забавен карактер и потоа ќе имаме и една мала журка. И верувајте, сум убеден дека ќе биде многу интересна затоа што ќе е новитет нели на овие простори и јас сум убеден дека пред се охриѓани ќе ја прифатат и ќе се дружиме како како една генерална проба пред самиот настан. Остануваат тие промотивни цени кои што ги имавте за пакетите и годинава, тоа што значи ова година, значи ги имаме минатата година 500 со 300 како оваа дена. Сега значи годинава за 5 километри ќе се 300, 400, 500, за 10ка се 600, 700, 800. Што значи тоа? Значи имаме 3 периоди на пријавување. Што и повторно се навистина промотивни. Значи се навистина со оглед дека навистина во стартните пакети даваме многу можности, од стартниот пакет до број до електронскиот чип, до Pick to Go, до мајца, до фотографиите тие предпоставувам. Значи има многу работи. За учесниците на 10 километри даваме и Dry Fit, значи мајца. Така што навистина се трудиме нели да се задржат некои стандарди кои учесници дека максимум даваме. Значи и дека таа котизација не е за на некој начин финансиска поддршка за настан, него едноставно значи таа котизација е за самите учесници да добијат значи многу повеќе изненадување и многу поквалитетна услуга од наша страна. А преку тоа настанот да изгледа онака како што треба, тоа е светски. Точно. Јас сум убеден дека
Ова година малку посериозно и надвор од границите ќе излезиме. Значи за Скопје веќе се договараме со наши Минатата охридски година личности. имавте битолчани, башка имаше холанѓани учесници. Имавме 30-40 странци. Битолчани дојде организирано. како Организирано, тие беа 30-40 со еден минибус, автобус Да. беа стигнати. Годинава ќе имаме многу учесници од Скопје, затоа што минатата година со оглед дека многу брзо го организиравме сето таа. Претходно веќе беа пријавени на трки кои што беа нели надвор од Македонија. Годинава од најран клуб до сите тркачки клубови кои што постојат во Скопје, значи ќе бидат учесници на самата трка и јас затоа ви кажувам, сум убеден дека 1000 учесници ќе имаме, ако не и повеќе. И тоа ќе биде сериозен тест, значи за нас како организатор, затоа што на улиците, значи на Охрид, осим 1000 учесници на протести не сме виделе. Значи, доставеше со протести, дај се малку да не сме виделе на еден спортски настан. Да. И ќе биде тоа стварно, значи убаво да се гледа, значи Размислувате за некакви награди? Секако, значи има награди, мора, значи од финансиска гледна точка, професионалната трка да е кажам, значи на 10 километри, првите 5 ги наградуваме и финансиски, нормално добиваат награди. Тука влегува нели Марта Пееска со филигранот и така. Значи ставаме на секој можен начин даваме обележја, значи во сето тоа. Она што заборев да напоменам, значи ќе имаме онлайн пријавување, значи како конкурс нели за учество како волонтер на самиот настан, на самата веб страна ќе видите долу многу на веб можности, страната. значи ќе има. Ќе има пријава за волонтери, значи нас ни требаат 100 волонтери да сме здрави и живи. Значи тие волонтери понатаму ќе бидат дел од целата организација и ќе бидат еден од главните столбови за успешноста на самата организација. Така што верувајте, максимум даваме, вака треба да изгледате еден спортски настан. Значи стоиме отворени за други така креативни идеи што би можело да се направи, да сме здрави живи. Јас сум убеден дека како што ќе доаѓа денот, дека сите ќе дадат придонес, значи како дел на овој охридски живот во успешноста во реализација на самиот настан. Иван, мене ми останува да ти се заблагодарам за учеството во Окламата и уште многу изданија на Охрид трчат да видиме. Ви благодарам за учеството. Секој наредно поуспешно од претходното. Ви благодарам за поканата. Би сакал да им честитам католички Божик на нашите сограѓани од католичка вероисповед и нормално да им честитам божичните и новогодишните празници на сите граѓани од Македонија од православна вероисповед. Така. Ти благодарам уште еднаш, вам почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и имајте убаво попладне.